За прв пат во Делчево, јавната локална библиотека Илинден, во соработка со двете општински основни училишта во градот, организираше надпревар на изразно литературно читање. Право на учество имаа учениците од 8 и 9 оделение. Селекцијата на надпреварувачи ја извршија наставниците по македонски јазик. Учениците читаа навистина еден прекрасен текст кој што е изваден од читанка издадена во 1984 година. Комисијата во состав Валентина Даневска, наставник по македонски јазик и библиотекар во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, потоа Билјана Стоиловска, наставник по македонски јазик во Општинското основно училиште Ванчо Прке и јас, Билјана Петровска, директор на јавната локална библиотека Илинден, одлучивме следното. Трето место Ива Велкова, второ место Ања Даневска и прво место за Клаудија Ивановска. Честитки до сите учесници, сите добија благодарници за учество. Некаде по нова година, односно по зимскиот распуст на учениците, библиотеката заедно со двете училишта ќе организира уште еден надпревар, тоа ќе биде најдобра рецитација и со тоа ќе го заокружиме овој проект. Благодарница за учество на надпреварот по изразно литературно читање добива Софија Манова. Јована Петровска, Ана Стоименовска, Андреја Митевска, Елена Алексов, Клаудија Ивановска, Ања Даневска, Ива Велкова и Софија Арсовска. Денес се одржа еден надпревар на изразно читање. Беа присутни 9 ученика, од кои што морам да ги пофалам сите ученици дека на вистина беа многу добри во читањето, при што не направија некои многу значајни грешки, го почитуваат правилниот акцент во македонскиот јазик, реченичниот акцент во македонскиот јазик, темпото и брзината на зборувањето, на читањето, на изразувањето, ги почитуваат емоциите и мислам дека имаме многу добри ученици на кои што можеме да се гордееме. И како што веќе и рековме, ови надпревар со надпреварувачки карактер, нормално дека мора да избереме 3, прво, второ и трето место, и комисијата еве што одлучи. Трето место Ива Велкова. Второ место Ања Даневска. И прво место Клаудија Ивановска.